Господи, Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj mňa grešnoga. Sveta Gora Atos. I pokraj nadvoрешната jednostavnost na monaškiот život, ova mesto ostanува обвиено со 1000-годишни легенди. Една од нив е и тајната за невидливите подвижници, кои ќе служат света божествена литургија на врвот на Атос пред самиот крај на светот. Примајки посебни дарови од Господа, тие живеат во готово невозможни услови, преживувајќи како Божјо чудо, без засолниште и без облека. Се смета дека се невидливи за човечкото око, молејќи се со цело срце за целиот свет и за сите луѓе кои се во неволја. Според преданието, постои едно братство монаси кои се најстари на Света Гора. Последен пат биле видени од еден млад монах, кој излегувајќи по утрена литургија, прошетал до една чистинка и догледал 6 монаси кои не ги познавал. Тие го погребувале својот седми брат. Доближувајќи се до нив, му рекле дека според традицијата, нивното братство секогаш има 7 членови. Го повикале младиот монах, како прва личност која ја сретнале по погребот, да им се придружи и да го замени нивниот покоен брат. Монахот, знајки за какво братство станува збор, посакал да биде еден од нив, но не се осмелил да одговори без дозвола од својот старешина. 6 пустињаци го пофалиле за неговата послушност и се согласиле да отиде и да го праша својот старешина, но побарале само едно, да им вети дека при враќањето нема никој да дојде со него, затоа што не сакале да бидат предмет на ничија љубопитност. Кога старешината на манастирот слушнал за 7 монаси, го обзел чуден немир кој не можел да го сокрие. Тој постојано повторувал дека мора да ги види дури и по цена на својот живот. Тргнале заедно, но талкајки низ шумата и сопнувајки се по камења, не виделе ништо друго освен грмушки од трње, сува трева и блескаво небо. Шумските ливади со мистериозните браќа не биле никаде, иако младиот монах добро го познавал тоа подрачје и бил сигурен дека лесно ќе го пронајде патот. Долго патувале под жешкото сонце, додека старешината не сфатил дека не може да ги види таинствените монаси, затоа што тоа не му било допуштено. Се верува дека братството спомнато во оваа приказна е најсвето и најмолитвено на Света Гора. Древната легенда вели дека овие пустињаци ќе отслужат последната литургија на врвот на Атос, а потоа според зборовите на светите отци ќе дојде крајот на светот, односно второто Христово доаѓање. Всушност, тие нема да вкусат смрт, туку ќе се преобразат по Божјата благодат. Овие невидливи подвижници, таинствени старци кои живеат во градината на Пресвета Богородица, во најизолираните делови на Атос, остануваат вечна тајна за Света Гора. Тие се појавуваат каде што сакаат и на кому што сакаат. Најчесто, тоа се монасите кои целосно ги очистиле своите срца, но понекогаш им се приближуваат и на благочестивите поклоници кои живеат чист христијански живот. Нивната молитва е посветена на целиот свет, за сите луѓе кои се во неволја. Примајки посебни дарови од Господа, живеат во речиси невозможни услови, преживувајќи како Божјо чудо, без засолниште, без облека и невидливи за човечкото око. Луѓето во светот тешко веруваат во нивното постоење, иако многу почитувани старци сведочат за средби со овие таинствени Божји војници. Според преданието на Света Гора, кога еден од овие подвижници се упокои, неговото место го зазема друг добродетелен светогорски монах. Средбата на старец Пајси. Старец Пајси Светогорец прераскажува своја средба со еден таков подвижник. Во 1950 година за прв пат стигнал на Света Гора. На патот од Кап Сокаливија до Света Ана се изгубил. Наместо да стигне до скитот на Света Ана, по грешка продолжил кон врвот на Атос. Поминувајќи добар дел од патот, сфатил дека се искачува и почнал да бара начин да се врати. Молејќи се на Пресвета Богородица за помош, пред него се појавил пустиник со лице што зрачело светлина. Старецот изгледал како да има околу 70 години, а неговите искинати алишта покажувале дека не комуницира со луѓето. Без да му дозволи да проговори, пустиникот му рекол: "Дете мое, овој пат не води до Света Ана." Потоа му го покажал вистинскиот пат. Пајси го прашал пустиникот каде живее, а тој покажал кон врвот на Атос и рекол: "Овде." По оваа средба, Пајси добил благослов од пустиникот и тргнал по патот што го водел директно до скитот на Света Ана. Сведоштвото на отец Атанаси.
Otec Атанасий, лекар на големата лавра, пишувал за овие таинствени подвижници во списанието Светогорска библиотека која излегувало на Атос во периодот 1930 до 1938 година. Пространите и густо пошумени области помеѓу Малата, Света Ана и Глозија биле познати како места каде што живеат овие подвижници. Сведоците што имале привилегија да ги видат ги опишуваат како светли суштества, речиси лишени од секаква телесност, целосно голи, но облечени во блескава облека од Божјата благодат. Старец Антони од скитот Свети Петар исто така сведочел за овие подвижници. Еднаш по нивна заповед, тој пристигнал во големата лавра за да му соопшти на лекарот. Оди и кажи му на лекарот во лаврата дека наскоро ќе се разболи и ќе умре, затоа мора да се подготви. Овие мистериозни старци, невидливите подвижници на Света Гора, продолжуваат да ја инспирираат верата и почитта на монасите и поклониците кои го посетуваат ова свето место. Монахот Андреј во Светогорскиот патерик пишува за необичен настан поврзан со отец Атанаси, лекарот на големата лавра. По средбата со таинствените подвижници, отец Атанаси се разболел и без тешка болест мирно починал. Пред неговата смрт објавил сведоштво дека овие свети луѓе постојат, талкајки низ пустините на Света Гора за слава Божја и за духовна корист на монасите. Сведоштво на поклоник. Во истото списание се споменува приказна за еден поклоник кој, додека се искачувал кон испосницата на Света Ана, ги сретнал овие свети подвижници. Поклоникот, исполнет со восхит, побарал дозвола да остане засекогаш со нив. Одговорот бил јасен и недвосмислен. Не, брате, твојот пат е до скитот Ксенофонт. Подвижниците му покажале каде да оди и му наложиле да се јави кај отец Сава, исповедникот на манастирот, за насоки за неговиот понатамошен живот. Подоцна поклоникот се покајал што така брзо ги напуштил овие свети луѓе и се вратил назад за да ги бара. Но тие веќе биле исчезнати. Кај отец Сава слушнал мудар совет. Дете, ти не би можел да живееш со нив. Господ ти ги покажа овие светители затоа што се сомневаше. Сепак овој настан имал големо влијание врз поклоникот, кој подоцна се замонашил во манастирот Ксенофонт. Ова сведоштво било потврдено од отец Акаки, чесен исповедник од Капсала, познат по својата искреност и љубов кон вистината. Еден млад монах кој се подвизувал на Света Гора цели 26 години, сведочел за својата единствена средба со еден од овие пустиници. Беше зима, патеките беа покриени со снег и се изгубив, раскажува од Младиот монах. Тогаш го видов. Зад грмушките, многу блиску, прекрасен старец, украсен со седа коса и голи рамења кои не беа покриени со никаква облека. Оче, благослови, извикав и притрчав до него, но тој се заврте и без да изговори ниту еден збор, брзо исчезна во шумата. Скриени за слава Божја. Овие сведоштва потврдуваат дека подвижниците на Атос остануваат скриени, како дел од Божјиот план. Нивното присуство служи како инспирација и сведоштво за сите кои се сомневаат, носејќи духовна утеха и надеж за оние кои го бараат патот кон спасението. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.